Студио поздрав до вас и до нашите гледачи. Ова утро се јавуваме од Македонскиот парламент. Ќе говориме за една тема што подолго време се зборува, меѓутоа во последно време малку поинтензивно законот за родова еднаквост. Со мене, се разбира и со вас, ова утро е Санела Шкрилј, пратеник, меѓутоа ќе разговараме со неа бидејќи оваа област е она за што таа има интерес и како активист и преку невладиниот сектор сега. Оваа функција пратеничка е дополнително за неа како можност да реализира она што го знае, го согледала на терен и кои се европските вредности. Санела, добро утро. Добро утро, поздрав до сите и ви благодарам за поканата и за убавата најава. Јас навистина себе си се дефинирам како активистка, без разлика дали тоа во граѓанското општество, во институција или еве сега можноста да во Македонскиот парламент допринесам за јакнење на политиките што значат родова еднаквост во нашата држава. Зошто овој закон толку многу и полемики и која е потребата и што всушност се регулира? Прво морам да кажам дека не можеме да зборуваме за одржлив развој на било кое општество, па и нашето општество и нашата држава, ако не обезбедиме еднакви можности и еднаков пристап за сите наши граѓани и граѓанки, тоа значи и за 50% од населението, колку што се нели жените во нашата држава. Ова не е прв закон кој што регулира родова еднаквост во нашата држава. Првиот закон за еднакви можности меѓу жените и мажите нашата држава го донесе дури во 2006 година. Потоа имавме измени, усогласувања со современите текови во 2012 година. Меѓутоа, знаете, во овој период, да, се сменија многу работи, се сменија многу концепти во начинот на живење, меѓутоа се сменија многу и мерки и политики за кои што е утврдено дека треба да бидат засилени за да се оствариме целта, а тоа е постигнување на родова еднаквост. Така да овој предлог закон за родова еднаквост значи токму тоа, дека се стремиме конечно кон постигнување и остварување на потполна еднаквост во сите сфери на општественото живење, и во јавниот и во приватниот сектор и во приватниот живот. Овој закон значи осогласување со она што се ЕУ директиви во оваа област. Овој закон значи и одговор на идентификуваните потреби на жените, меѓутоа и на институционалните механизми кои што ги имавме досега. Сите знаеме дека и досега имавме и на локално ниво комисии за еднакви можности, ние имаме и тука во собранието нели комисија за еднакви можности, имаме во институциите координаторки за еднакви можности, меѓутоа факт е дека е потребно јакнење на тие структури и институционални механизми за да нели се оствариме целта. И овој закон го прави токму тоа. Значи, овој закон се однесува на поставување на силна институционална структура и механизми и мерки кои што ќе не донесат до остварување на целта, а тоа е родовата еднаквост. Се разговара во јавноста за поделбата, односно за она што ќе го регулира или што ќе го двои, или на некому нешто ќе му ускрати, некој во јавноста, па и некои активисти, пол, род, еднаквост, определба, оние зборови, сексуално образование, сексуално воспитание, па и љубовните врски и се со цел секој да се определи онака како што сака, како што се чувствува. Прво, човековите права се подеднакви за сите. Во никој случај не може тоа што некој си го остварува своето човеково право и слобода да се изразува како што сака, да ускрати нечие друго право. Она што сакам да напоменам се наметна некоја таква дискусија во јавноста, како да ние сега со овој нацрт закон сакаме да воведеме разграничување на оно што е пол и род, а тоа го имаме во сите претходни стратешки документи кои што ги донела државата, стратегиите за родова еднаквост и недискриминација, го имаме законот за заштита и спречување од дискриминација, значи тоа е една веќе со години, да не речам децени, општо прифатена поделба и најпластично да објаснам за нели гледачите што значи тоа, иако сигурна сум дека мнозинството веќе е запознаено, полот е онаа биолошка категорија. Така, биолошките карактеристики со кои што се раѓаме. Родовите улоги се однесуваат токму на тоа, на она што општеството ни го создава како очекување, зависно од полот со кој што сме родени. Јас сум сигурна дека гледачите знаат дека не е биолошка карактеристика на жените да се доминантно одговорни во домаќинството, нели да готват и да пеглаат.
Тоа никако не е условено од нашите биолошки карактеристики, тоа е родовата улога што општеството ја наметнува како очекување на жените. И тоа е тоа разграничување. Полот како биолошка карактеристика и родот како општествен конструкт. И ова не е ништо ново, ќе го најдете во многу документи. Местото на жената во општеството не значи наметнување на нешто по природа или по правило се знае што да биде. Ќе повторам само дека ова разграничување што е пол, што е род, значи ние со децении го имаме во сите наши стратешки документи, значи не е нешто ново. Ќе го спомнам повторно Законот за заштита и спречување од дискриминација, со кој што закон сите сме горди во нашето општество и навистина беше пофален и од целата меѓународна заедница и од сите граѓански организации нели кога се донесе. Така да мислам дека непотребно се наметна некоја дилема, иако не е неочекувано. Знаете како, секогаш кога се зборува, мора да признаеме, и тоа не е само во нашето општество, тоа е во сите општества и во сите држави. Кога се зборува за напредување на правата на жените, секогаш ќе имате таков отпор и реакција и тоа да се представи како нешто трето, затоа што мислам дека најдолготрајната борба откако постои општеството е токму борбата за родовата еднаквост и нели еднаквите можности на жените во општеството. Нема да законот се уште во процедурата, ќе си. Така е. Значи она што сакам да пофалам и навистина ми се допаѓа тој пристап на Министерството за труд и социјална политика е тоа што се носи низ еден инклузивен пристап. Само досега имаше 8 јавни дебати. Значи и ние како пратенички, значи од сите партии бевме поканети на дебата, граѓанските организации, различни групи на маргинализирани жени, така да ќе се сослушаат нели сите коментари, сите забелешки, за да на крај имаме едно законско решение кое што навистина ќе значи унапредување на родовата еднаквост. Сакам само да напоменам дека оваа година за 8 март, бидејќи се одбележуваше 20 години од клубот на пратенички, за прв пат се одржа пленарна седница која што беше посветена на темата родова еднаквост. Она на што сите пратенички, значи без разлика од која партија, сме многу горди е што изгласавме заклучоци зад кои сите жени стоиме во собранието, а тоа е да имаме конечно 50-50 на изборните листи за пратеници и советници, да имаме квота од 40% за помалку застапениот пол во извршната власт, бидејќи таму навистина нели треба да имаме повеќе жени, и 30% од помалку застапениот пол на листите за градоначалници. Еден од заклучоците зад кој што сите застанавме е дека овој предлог закон за родова еднаквост ќе го донесеме до крајот на оваа година и ќе воспоставиме конечно во рамки на владата секретаријат за родова еднаквост. А до тогаш теренската работа бара и охрабрување на оние жени што имаат проблем, дали е тоа семејното насилство, родовото насилство, дали дискриминацијата, дали на СОС телефонската линија. Така е и наша задача и како жени кои што сме нели присутни во политиката и во општествениот живот и сме видливи, е токму тоа да возможиме простор на сите оние ранливи групи на жени кои што ги немаат нашите можности и пристапот што ние го имаме, за да нели зборуваме за нивните потреби, да ги охрабриме да бидат гласни, меѓутоа кога тие не можат и ние да бидеме нашиот глас. И затоа е навистина битно да сме на терен. Добро е што Министерството за труд и социјална политика значи ја тера таа кампања гласна, храбра и се среќава како институција која што ги координира нели овие политики со сите ранливи категории на жени, токму за да ги слушнеме нивните потреби, затоа што за тоа сме тука, за да одговориме на нивните потреби и да нели го напредиме квалитетот на живот на сите наши сограѓани. Станила, благодарам за разговорот и за учеството во утринската програма. Се гледаме секако на овие теми во следна прилика. Ете, почитувани, толку од Македонскиот парламент разговаравме за законот за родова еднаквост со пратеничката Станила Шкриел. Благодарам уште еднаш. Колешката Билјана Јанекиевска утрово од Македонскиот парламент на доста актуелна тема.